Не сум го сторил тоа за што се товарам и ве замолувам како суд и јас да почувствувам правда, кажа денеска Васил Јованов во апелациониот суд за делото со нелегалната продажба на дрога. Иако од кривичниот суд, Јованов како пустар малолетник, тогаш на 19 години беше осуден на воспитна мерка, откако ја прегази Фросина Кулакова, апелација за продажбата на дрога му ја зголеми казната, па наместо да оди во поправен дом, го осуди на 3 години и 10 месеци затвор. Врховен ја укина второстепената присуда зашто апелација не одржала јавна седница, а Јованов немал можност да се брани. Според обвинителството, пресудата за Васил да оди во поправен дом за трговија со дрога е премногу блага. Бараат построга казна. Основана е жалбата на ОЈО Скопје со која се укажува дека вака изречената кривична санкција не кореспондира со целта на казнувањето и со истата нема да бидат исполнети целите ниту на специјалната, ниту на генералната превенција со оглед дека со истата е доведена во прашање ефикасноста на мерката со која не би се остварило превентивно влијание врз обвинетиот, затоа и во иднина да не презема вакви действија, кажа обвинителката Фатиме Фетаи. Според одбраната на Јованов пак, казната со која тој треба да оди во поправен дом е добра и исправна. Дека Васил е манипулативна личност и не изразил каење, ќе ја упатам обвинителката на неговата изјава во завршните зборови и ќе може да се увери дали искажал каење или не. Во однос на санкцијата се наметнува прашањето дали досега изречените казни затвор на малолетни сторители за дрога ја исполниле целта на казнувањето. Дали затворите во Македонија се универзитети за криминал и дали работат на рехабилитација на сторителите. Напротив, процентот на повратот на сторители, особено на овој вид кривични дела, покажува зголемен раст. Одлуката на апелација за овој предмет ќе биде доставена до првостепениот суд. Покрај ова дело, Васил Јованов во мај доби казна затвор од 12 години за смртното прегазување на Фросина Кулакова на пешачки премин на црвено светло на семафорот на Партизанска. Тој возел без возачка дозвола, под дејство на алкохол и со брзина од 90 км на час. Тамара Дичевска, Сител телевизија.